Сакав сега да поразговараме околу некои политичари, например, што мислите околу назначувањето на Радмила Шеќеринска, таа како вечен политичар, за заменик секретар на НАТО. Дали она, како вечен политичар, ќе повторам, има капацитет да одговори на оваа функција? Видете, НАТО е организација, мојтна воена организација и нивната одлука не би сакал да ја коментирам. Тие имаат право да изберат кого сакат. Но сакам да коментирам околу Радмила Шеќеринска, бидејќи таа повеќе години е на политичката сцена, дел од СДС. СДС, како и секој што кажуваме, е тешка криминална политичка структура. Од времето на Бранко 1991, 2, 3, 4 до ден денес ја уништуваат Македонија. Не само на приватизација неправилна и крадење, грабеж на фирмите и на богатството на Македонија од одредени поединци и креиравме олигархија, до испуштање на стотици илјади вработени, осиромашување на државата. Јас никогаш не би дал подршка на Радмила Шеќеринска да биде заменик секретар на НАТО. Мислам дека е неспособна, а не повеќе што ме вреѓа, што доаѓа од криминална политичка структура. За незе не би сакал повеќе да зборувам. Тоа е нешто што морам да окажам и ние демократи не го поддржуваме нормално. Не ја поддржуваме. Не за и не верувам дека нешто ќе направи посебно за НАТО. Таа не е способна за да направи нешто, али нека се радуваат полтрончината од СДС дека еве од СДС ставиле заменик генерален секретар. Можеме секако дека да спомнеме и за Владо Бучковски. Владо Бучковски, например, сите знаеме дека на времето имаше за него афера околу тенковите. Еве до ден денешен не му фали вакно од главата. Никаков суд, буквално се тоа заташка. Имаме ли ние некое, мислам вие, дали вие имате некое решение околу се во ова, околу овој наш систем да нема криминал? Како вие би го решиле овој проблем? Па видите, прво треба да се промени политичкиот систем, да се промени, изборниот закон, бидејќи ние треба да размислуваме како овие политички криминалци доаѓаат на власт повторно и повторно. Ако не дојди ДПМН, доаѓа СДС и не знам кој. Мора да промениме изборниот закон, мора да воведеме отворени листи, бидејќи отворени листи е нешто што дозволува ние граѓани гласачи да гласаме за квалитетни личности, за професионалци, луѓе со богато животно искуство, поточно со богата биографија, бидејќи никогаш не смееме да гласаме ни за партија, ни за личност, ако нема добра биографија. Од пример во последните 20-30 години. Бидејќи биографијата кажува све, нивните достигања, нивните квалитети или нивните мани, а и во таа биографија постои дека некој бил криминалец или не знам што, или е мрзлиев, или не е креативен. Мора тоа да се воведи покрај ова изборен законник, една изборна единица и да се контролира, тотално да се контролираат изборите. Тоа може да се постигне ако на секое избирачко место се постават камери. И тука не можеш да ги крадеш никако гласовите. Значи вие сте за една изборна единица? Сигурно со отворени листи и за други промени, како што реков, тотална контрола на избирачките места преку камери, каде што ќе се види точно, ќе се отвора кутијата после 19 часот и ќе се брои пред камерата, секој ливче, камерата го гледа и знаете како е тоа, има технологија што не може да крадеш и ќе знаеме во секундата која политичка партија, сите што се пријавиле на избори, колку гласови има. Значи баба лаже, трап не лаже. Па сега, еве, ние сме пред камера и можеш ли да лажеш, се знае кога ќе мрднеш главата, кога, а поготово камерата, така да мислам дека тоа е спасо за Македонија, промена на криминалниот изборен закон и политичкиот систем кој што е трул и криминален во последни 33 години. Така. Моментално актуелно е загадувањето во Скопје
Вие како политичка партија, дали имате некакво решение околу ова загадување, дали може нешто повеќе да се направи и на крајот од денот дали оваа политичка гарнитура сметате дека прави доволно за чисто Скопје или чиста Македонија? Видимо како не може да се направи. Пред се Скопје е околу 500.000 жители. И Скопје вела дека е трет најзагаден град во светот, пети најзагаден град, а таму спомнуваат некои градови од Индија, Пакистан, кои што биле први, втори, ама тие градови имаат 20-30 милиони жители. Значи, мене ми е незамисливо една Битола, Тетово, Кавадарци, Прилеп да бидат толку загадени, Куманово. Бројките се фрапантни. Фрапантни, а во Битола живеат 50.000, Куманово, Тетово, поќе помалце. Значи, зборуваме за на мали градови. Овие се села во споредба со овие гигантски градови. Јас живе во Лос Анџелес поќе од 30 години. И како што кажав, значи, Лос Анџелес се смета најзагаден град во Америка, бидејќи е огромен град, милионски град, повеќе од 10 милиони и така натаму живеат во Лос Анџелес. Сакал неќе ќе биде загаден. Нормално, но загаденоста е во споредба, пазите, Битола и Скопје се позагадени градови од Лос Анџелес и да не речем од други милионски градови, како еве Мексико има преку 20 милиони, Кајро има преку 20 милиони. Па во нешто сме на врвот. Ние сме точно во врвот, инаку имаме, да, не имаме решение. Значи, светот работи денес на обновлива енергија. Ние треба да градиме централи за производство на електрична енергија. Значи, тоа се како преку сончева енергија, ветер, па и треба да се размислува за нуклеарна енергија, бидејќи денес нуклеарните реактори се побезбедни и помали. Бидејќи ние не сме огромна земја, немаме стотици милиони жители, нас не ни треба премногу електрична енергија, ни треба колку ни треба, ако нешто произведеме, и да се размислува за можност, како што кажав, има во светот технологија, се работи на тоа, каде што не е проблем повеќе да има некои катастрофи како во Чернобил или во Јапонија и така натаму. Значи можеме единствено така и се разбира кога ќе имаме доволна електрична енергија, граѓаните и ќе биде ефтина, бидејќи ние ќе ја произведуваме, граѓаните нема потреба повеќе да се греат на јаглен, дрва и така натаму, да ги уништуваме шумите, тогаш ќе имаме, значи, клими како што има современи клими кои што се економични и нема да трошат многу електрична енергија, така да има значи начини. А ако ние не знаеме, имаме експерти во Македонија, тоа ќе викнеме фирми од странство, бидејќи денес има технологии каде што ѓубрето се користи, од ѓубрето се произведува електрична енергија, па тули, па не знам што друго, Значи ние можам слободно да кажам, можеме да го решиме проблемот, но тоа зошто до сега не се има случајно, бидејќи парите што треба да се инвестираат во животната средина ги крадат нон-стоп. Мислите немале идеи или немале знаење или не сакале доволно? Не дека немаат идеи, не знам и дали имаат идеи, туку се работи за група на политичари или партии кога ќе дојдат на власт, тие се навикнати во последните 30 години да размислуваат на тендери, па да украдам некој динар, па да се збогатам, да купам некој стан или повеќе стана, па детето да си го пуштам во странство да студира на факултети од 50-80.000 евра. Нив не ги интересира Македонија или животната средина да подобар животот во Македонија и да биде подобар за сите граѓани. Гледате денес дека ние секојдневно дишиме отровен воздух. Повеќе од 3000 граѓани умираат од загадувањето, од отровниот воздух. Такви статистички податоци имаме, најверојатно таа бројка е многу поголема. И умираат збором, макај се луѓе уште илјадници што се разболуваат од загадувањето. Ние само имаме некој податок, умираат, тоа е трагедија.
Во една земја како што сме ние мала, пак ќе речем, ние не сме градови од 5, 10, 20, 30 милиони, па ќе бидеме загадени. Значи, за жал на власт се 33 години криминални структури што не ги интересира ништо друго, освен пари, моќ и богатење и да живеат раскошен, расипнички живот. Податокот вели дека само во Скопје над 3000 луѓе умираат токму од загадениот воздух. Над 3000 луѓе, што е стварно фрапантен податок. Доколку ве сватив со вашето решение, имаме ситуација вин-вин, ем поевтина струја, ем воздухот веќе нема да биде загаден. Така да тоа е одлично. Што мислите, например, за предложениот буџет? Дали е инвестициски и реформски или спротивно? Буџетот на Македонија за 2025 година се предлага да биде 6 милиарди и 500 милиони евра. Не е ни инвестициски, не е ни прогресивен, нема ни допринеси за развој на економијата, здравството, образованието, инфраструктурата, животната средина. Нема ни да го подобри животот на пензионерите, кои што ги лажат со 2500 изголемување. Тие пари веќе се потрошени, инфлацијата, цените одат нагоре и ниеден пензионер не може да живее со 15, 18, 20 но тоа звучи као еве ни изголемуваат 2500 сега, па после 6 месеци уште 2500. Нема да биде добро за никого, па ни за тие нивни вработени кои што се во јавните администрации и за жал повеќето земаат по 25-6 денари. Се фалат со зголемување на професорите, на учителите и така натаму, но тие зголемувања се минимални и никакви. Јас како демократ пред се и дипломиран економиста, исто се занимавам со бизниси, работам кога имам време и кога можам на берзата, значи имам познавање од берзата и така натаму. Имам добро познавање, просто кажано, преку моето искуство живејќи во Америка 30 години и имајќи ги своите компании. Околу ова прашање, што мислам, доколку вие бидете, например, премиер, како би го решиле ова со буџетот? Па видете, една работа треба да се знае. Буџетот, државниот буџет треба да биде буџет каде што повеќето пари ќе се трошат во капитални проекти. Кога зборувам капитални проекти, не е капитален проект да се плаќаат платите на вработените во јавната администрација. Капитални проекти демократи подолго време предлагаа е следното. Ние секоја година, наредни 10 години, треба да инвестираме по 2 милиарди евра во капитални проекти. Што значи тоа? Капитални проекти, градење на фирми, фабрики, производствени погони, градење на електрани и све друго што е потребно, инвестирање во земјоделството. Во земјоделството ние треба да имаме најмалце 5-6 мини фабрики за производство на храна, финални производи. Не смее во Македонија ништо да се фрла. Со 360 сончеви денови, да. Ние, замислете, зборуваат во Росоман, па праски, па не знам ваму млеко, па како може би не смее ни една праска да се фрли. Тоа треба да се преработи и се разбира кога ти го произведуваш и го доведуваш до финален производ, можеш да го продаваш на светскиот пазар. Ние сме мала држава, не можеме цел свет да ураниме, но да продаваш тоа што ќе остане, другото да продаваш тука и да ги намалиш цените. Ако го заокружиш производството, почнуваш, имаш компири, па правиш готова храна или месо и така натаму, произведуваш месни производи и ние како луѓе пред се, како луѓе знаеме точно што треба да направиме, но најголем проблем постои денес во Македонија, што за жал доаѓаат на власт луѓе неспособни тоа да го направат, бидејќи тие се фокусирани и имаат некоја желба само да украдат, да дојдат до лесни пари, да се збогатат, нивните фамилии најблиски да живеат тој раскошен расипнички живот, а за граѓаните, народот, земјоделците, пензионерите
и другите луѓе не им е гајле. Бидејќи видите, кога ќе инвестирате секоја година наредни 10 години, тоа се 20 милиарди евра во капитални проекти, зборувам фабрики, производствени погони, електрани, бидејќи ние не можеме да одиме напред ако увезуваме астрономска цена за електричната енергија. Така. Значи, некој вели цената е, пример, се увезува во Франција за 50.000 евра киловат, а ние увезуваме, пример, за 150. И автоматски евра. Автоматски ние, што правиме? Ние ги богатиме, поточно тие се богата, трговците и политичарите, кои што земаат некакви провизии и живеат од тендери. Мислите ли, например, дека сите политичари кај нас се такви, или има некои што се работат својата работа, но со текот на времето стануваат како и сите, или па трето, можеби има од сите нив и некои што се работи својата работа? Видите, од 100 политичари можда 1, 2, 3 се поштени, но бидејќи за жал тие 2, 3, 5 души кои што се во тие криминални политички структури, како СДС, ДПМН и другите, тие нема друг избор него да прифатат и тие да бидат криминалци. Ако не, верувајте ми, нема да бидат на важни функции како пратеници, директори, министри, бидејќи овие криминални партии не ставаат баш поштени луѓе. И тие што се поштени ќе станат покварени и ќе се расипат, а што е уште поважно, јас секојаш му викам на тие кои што велат дека се поштени, јас ги прашувам зошто тогаш сте вие членови и прифативте да бидете на некоја функција во криминални политички структури. Таму нема честност. Честност единствено што преку што гледат се пари, мојки. Тоа го докаже 33 години, затоа јас ова го кажувам. Има некој, ама тој некој фактички прави голема грешка која ќе се придружи на криминални структури. Важите за еден од најскрените политичари, можеби слободно да кажам, во Македонија. Дали ова ваше мислење, кога ќе го соопштите, заради тоа што знаеме дека имате доста од политичарите ваши лични пријатели, дали ви замеруваат, како гледаат на ова ваше мислење? Што ви одговарат на крајот од денот? Мора така да биде или? Тие знаат дека тоа е вистина што го зборувам, но велат, баш за жал, некој вика, бе, што се бориш за правда и за народа, вика. Дојди си, вика, во нашите партии, вика, ќе си фатиш добра функција, ќе си имаш убав живот. Јас имам убав живот, јас се занимавам со политика. Секојаш велам и некој ми замера, јас не сум политичар. Но се занимавам со политика затоа што сум принуден да направиме нешто добро за граѓаните. Заедно со граѓаните, со народот, бидејќи демократ и јас како председател не можам да променам ништо без подршка на народот и на граѓаните. Бидејќи Македонија пропаѓа и ние како народ, како граѓани живееме мизерен живот. Повеќето. Тука 10, 15, 20% можам да кажам живеат подобро живот, тоа 1-2% дали и толку се супер богати, кои што го стекнале повеќето од нив, да не речем 100%, богатството со плачки, со лаги, и јас морам тоа да го кажувам и едно секој ќе кажувам, дека ние мораме да победиме за доброто на Македонија, за доброто на народот, мора да се бориме. И сите кои што го слушаат моето зборување, овој подкаст, да сватат дека работите нема да се променат ако ние заеднички не се бориме. Еве конкретниот случај, јас излегувам на протест, пример против загадувањето, на место да бидеме 100-200 илјади граѓани излезени пред собрание, се собравме 200-300 души. И што е трагично, на тоа луѓето ни се смеат, па не можете луѓе да соберите, или не знам, кој ќе имаме некој протест друг, ќе се собериме 50-30 души и така.